Градинките во Карпош со најдобри услови и највисоки стандарди. Најмладите тука не само што си играат и забавуваат, туку учат и ја креираат својата иднина. Секогаш средени и со најдобри услови за престој се училиштата и градинките во општина Карпош. Она по што е препознатлива оваа локална самоуправа е реонизацијата која се спроведува последниве години, односно секое дете мора да оди во градинката или училиштето кое се наоѓа најблиску до нивниот дом. Кога станува збор за реонизацијата, истото важи и за градинките, не само за училиштата. Истото важи и за градинките, затоа што бројот на жителите во Карпош се зголемува и како им е на оние родители кога ќе побараат, например, нивното дете да оди во градинка, ние нема место. Ќе се сложили некој родител да неговото дете спие во исто кревече со две деца. Да спие едното на едната страна, другото на другата страна, тоа е апсолутно недозволиво и тоа е реонизацијата направена од тие причини да можеме ние децата во градинките да се бидат само деца од територија на општина Карпош и со тоа практично ќе го намалиме бројот на децата. Можеби во овој момент ќе имаме намалување на број на деца, меѓутоа почнува во Карпош да се градат голем број на стамбени објекти, тие како резултат на изграда на тие стамбени објекти ќе доаѓа ново население, што значи дека во Влае се гради оној дел кој што беше према улицата Адолф Циборовски, значи имаме нови згради, во делот на Тафталиџе 1, делот на Гранд Престриж и другите објекти што ќе се градат, што значи дека Јан Амос Коменски ќе биде едно од поголемите училишта. Од друга страна морам да кажам дека во делот на Мејана Б, во делот од Александар Палас, па оној дел према ресторан Инес и тука ќе се градат нови објекти и со тоа практично ќе се зголеми бројот на учениците во Лазо Трполски, ќе се зголеми бројот на учениците во Вера Циривири Трена и се на се тоа кажува дека бројот на учениците ќе се зголемува, нема да се намалува, но во исто време бидејќи оваа реонизација се почитува 5 години, првите 2 години беше малку послабо, сега веќе стриктно, готово 100% ја почитуваме. Како заминуваат оние ученици што завршуваат 9-то одделение, тоа значи дека бројот на ученици што биле од надвор од општина Карпош, тој број ќе се намалува и со тоа ќе обезбедиме доволно места на деца и во градинки, да можеме да имаме доволно места за децата во градинка, но во исто време и ќе обезбедиме доволно место за учениците во основните училишта. Во исто време сакам да кажам дека на територија на општина Карпош веќе во ово училиште ќе се наоѓаме Петар Попарсов, ќе има една нова градинка, веќе можете да видите објектот се реконструира, имаме повеќе веќе приватни градинки, ќе го зголемуваме тој број на приватните градинки, со тоа значи дека и притисокот врз градинките кои што се под раководство на локалната самоуправа ќе се намалува, што значи дека ќе имаме еден баланс за квалитетно воспитување на нашите најмлади жители во општината. Поради зголемениот број на жители во општината, покрај државните, почнаа да се отвораат и приватни градинки, кои исто така ги нудат најдобрите услови за престој на децата. Освен дружба и игра, тука најмладите учат и ја креираат својата иднина. Во близина на училиштето Петар Попарсов, деновиве се врши целосна реконструкција на објект, нови простории, нова опрема, двор со реквизити. Тука ќе има се што е потребно за најмладите да ги имаат најдобрите услови за престој.